Интересни се ваквите комбинации кои што прават баланс помеѓу, нели, велиме ние work-life баланс или баланс помеѓу Работата рамнотежа. и приватниот живот. Ете така, рамнотежа помеѓу работата и приватниот живот. Секако дека во иднина подолгиот викенд, нели, наместо 2-3 дена во случајот, би било многу поатрактивно за одредена категорија на вработени, да речеме, кои што имаат многу поактивен начин на живење, да речеме помладите кои што да речеме го користат викендот за да отпатуваат во некоја подалечна дестинација и така натаму. Значи таа категорија на работници, да речеме, кои што имаат таков поактивен начин на живење, е поатрактивно да имаат и подолг викенд за сметка на работната недела, што значи дека во тој случај компаниите би можеле да имаат многу позадоволни работници со многу поголема продуктивност и поголемо задоволство од работата, секако со истиот број на работни часови кои што тие би ги работеле, што значи дека не е на одмет да се експериментира со ваквите форми на вработување, бидејќи викаме не е овој стандард кој што моментално постои, не е еднаш за секогаш даден, тој постојано, континуирано и во историски рамки се менувал, а и во иднина ќе се менува, што значи дека сите промени ќе одат во насока на тоа како да се зголеми и да се подобри задоволството на работниците од работата, а реков дека тоа може да се постигне на повеќе начини. Еден од облиците е токму да се зголеми бројот на слободни работни денови за сметка на бројот на работни денови, како што е, нели, ова би рекол прераспределба на работните сати од 8 часовна работна недела со 5 работни денови кон 4 часовна работна недела со 10 часа работно време. Значи, сите овие експерименти кои што се прават, се уште нормално во фаза на експериментирање, на испробување, се во насока токму на подобрување и зголемување на задоволството на работниците од работата.